Денот на Организацијата на Црвениот крст на Република Македонија и на македонските крводарители, 17 март, секоја година е можност најхуманите жители на нашата општина да ги добијат заслужените почести и признанија. Така беше и овој пат. Токму на денот на 69 годишнината од формирањето на Македонскиот Црвен крст, во големата сала на општинската зграда, локалната организација делеше благодарници на крводарителите, меѓутоа и на организации, поединци и други субјекти кои помагаат работата на овие хумани луѓе. Домаќин на настанот беше градоначалникот на општината Арсенчо Алексовски, кој честитајќи им за нивните дела ги поздрави присутните. Денеска ми е чест што може да кажам дека сум во друштво со најхуманите луѓе во градот. Најпрво им би сакал да го честитам празникот 17 март, денот на крводарителите. Би сакал да ви посакам многу здравје, среќа и да посакам уште да продолжите со вашата хумана акција да дарувате крв. Сите вие и ние сме свесни дека со вашето дарување на крв правите на хумана работа, на хумано дело, спасувате човечки животи. И оно што ние како крвопаланчани сме горди, тоа е тоа што секоја година Крвопаланка го надминува процентот на дарување на крв. Јас искрено кажам да ви честитам на сите вас. Првиот човек на градот и самиот добие едно од признанијата, а слично замина во рацете на архиерејското наместништво од Крива Паланка. По ова, одговорните на Црвениот крст од Крива Паланка им ги доделија благодарниците на најмладиот и на најдобриот крводарител, меѓутоа и на оние кои одбележуваат 5, 10, 25 или 50 дарувања. Иако присуствуваа и благодарниците си ги подигнаа многу крводарители, нивниот број во нашиот град е поголем, а сите тие ќе можат значките и пофалниците да си ги земат во просториите на Општинскиот Црвен крст. Ние поразговаравме со најмладиот и со најискусниот крводарител, а и двајцата слично размислуваат. 19 години, Александар Маџовски, многу задоволен сум од. Кажи ми колку пати до сега имаш дарувано крв? 4 пати. Ти си најмладиот кој што денеска го наградија. Кажи ми што те натера, дали некој во твое семејство го прави тоа, па таму имаш идеја? Да, мојот брат, постар брат има давано и он дава крв. И ја од него. И сами од себе, значи сакам да давам крв. Колку години прв пат даруваш крв? Па трета година во гимназија. Трета година во гимназија. Планираш ли да продолжиш да го правиш ова? Видовме да луѓе земаат за по 25-50 дарувања. Да, значи планирам уште да давам крв. Може би имаш и некоја порака до сообраѓаните, до сите оние, до некои кои што немаат се уште дарувано крв. Како се чувствуваш ти после тоа? Дали е подобро, дали е нешто лошо? Па ја ни посакувам на сите, значи сите граѓани да почнуваат да дават крв, што е многу добро, значи да се спаси некој живот. Јас сум Миле Јовановски од Селуза. Кажете ни, се сеќавате ли кога беше првото дарување? Првото дарување, конкретно датум не сум сигурен да ви кажам, меѓутоа беше интересно. Тоа е многу добра работа, за многу одамна. Јас имам добиено и други наради, пеглички, разни чудила тука во Паланка, во Црвен крст уопште. Сигурно ова не го правите поради наградите? Да, ова никако поради награди, никако, чисто ради своје здравје и мислам дека имам спасено некој живот човечки пред се. Тоа е хуманитарна работа и планирам и понатаму да наставам со давање на крв. Иако сум веќе 51-2 години. После дарувањето на крв јас се осеќам многу природно посвеж, поздрав. И имам апетит и што да ви кажам, тоа е една убава работа за мене. Препорачувате на луѓето да го прават? Супер, секој кој планира, не е ништо страшно. Не они се плашат, немој ќе легне и мисли ќе изгубиш, не е точно. Обратна работа е, тоа е многу убава работа. Секретарот на Општинскиот Црвен крст од Крива Паланка, Анка Стојановска, истакна дека нашите крводарители имаат на што да бидат горди, а доделувањето признанија е одличен начин за нивно зближување и дополнително мотивирање. Користам прилика на сите крводарители да им го честитам денот на крводарителство, на сите членови и волонтери на Црвен крст да им го честитам денот на Црвен крст на Македонија, бидејќи Црвен крст на Македонија е создаден
со одлука на Президиумот на тогашната Народна Република Македонија токму на 17 март. А потоа е одлучено и 17 март да биде ден на крводарителството во Македонија. Инаку светски ден на крводарителство е на 14 јуни. Па со години наназад приредуваме различни пригоди, организираме како би можеле и општинската организација, и службата за трансфузиологија, а и локалните власти да им кажат едно благодарам на крводарителите, да им укажат внимание за нивната хуманост, пожртвуваност за многуте спасени човечки животи. Многу пати сме организирале приредби. Еве неколку години наназад градоначалникот ја презема улогата на домаќин и користиме тука да им ги поделиме и значките на крводарителите кои во претходната година оствариле 5, 10, 25, 500 дарување и на оние крводарители или институции кои и поединци кои што дале придонес за крводарителството во претходната година. И со години наназад сум задоволна и оваа година од крводарителите човек не може да биде незадоволен, бидејќи тоа се хумани луѓе кои ни ги прават крводарителските акции секој пат да бидат многубројни. Ова година доделивме значки за 5 пати, негде над 40-30 значки на 10 пати, на десетина на 25 и само една на 50, и јас тоа ќе го искористам за да направам една споредба со годините од пред 20, да кажеме, кога имавме повеќе стари крводарители, имавме по неколку значки за 75 пати се делеа, за 50 пати, за 100, а овој факт зборува дека крводарителството се подмладува. Се поголем бројот е на млади крводарители кои даруваат крв и сакаат да даруваат. Црвениот крст на Република Македонија е доброволна, масовна и независна хуманитарна организација на граѓаните на Република Македонија и действува и работи како невладина и непартиска организација и како единствена организација на територијата на Република Македонија. Црвениот крст на Република Македонија е формиран на 17 март 1945 година, а како самостојна невладина организација делува од 21 мај 1992 година. Црвениот крст на Република Македонија од Меѓународниот комитет на Црвениот крст е признат на 1 ноември 1995 година, а во Меѓународната федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина е примен на 27 ноември 1995 година како 169 членка.